Централен дневник на К1. Добро вечер. Со денешните настани започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Модернизација на македонските железници. Наскоро патниците ќе се возат со првиот електромоторен патнички воз. Продолжува изградбата на патната инфраструктура во Росоман. Велешанец освои прво место во параглайдинг на предевропско првенство. Македонија го доби првиот ултрамодерен воз. Следниот месец ќе биде испорачан првиот од 6 патнички возови. Реконструкцијата на 10 железнички станици започнува. На Велешката веќе е поставена заштитна ограда. Информациите кои ги има К1 говорат дека наскоро тука градежниците отпочнуваат со работа. Македонската железница го менува ликот. Реконструкцијата на 10 железнички станици започнува. На Велешката веќе е поставена заштитната ограда. Информациите кои што ги има К1 телевизија говорат дека наскоро тука градежниците отпочнуваат со работа. Паралелно со подобрување на инфраструктурата, оваа влада работи на модернизација на возниот парк. Денеска на својот Facebook профил, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски постави фотографии и видеоматеријал од новиот ултрамодерен патнички воз. Она што може да се заклучи е дека наскоро старите возови се минуваат во историјата, а Македонија од самостојувањето до сега го добива првиот електричен воз. Можете да погледнете позади мене е еден од новите патнички возови што ќе ги добие Република Македонија. Станува збор за 6 нови патнички возови што ќе стигнат до јануари 2016 година. Новите возови ќе сообраќаат на релација Гевгелија-Скопје, Скопје-Битола, Тетово-Скопје, Куманово-Скопје и Веле-Скопје. Патниците со големи очекувања. Очекуваме дека ќе бидат поквалитетни, побрзи, поточни, со додатни опреми, како што викаме со клими, можда и со, не знам, телевизори и ред други услови, секакви, почисти, со многу подобри услови. Требаше уште порано да дадат. Место теретните, него од теретните има повеќе сметка, рачуница. Иначе со овие вагони се при крај, што викаат, и нема ни клима, ручина не се издржува. Сега со новите? Со новите ја мислам дека ќе се подобри. Ово се иде на тоа, до донесува теретница, валда и патничките вагони ќе бидат многу по-климатизирани и подобри. Очекувањата се дека и ние ќе одиме малце напред европски, дека ќе имаме убава железничка, убави возови, климатизирани. Да уживаме кога ќе се возиме. За обнова на возниот парк на македонски железници, оваа влада обезбеди 25 милиони евра. Дел од средствата се обезбедени преку кредитната линија од Европската банка за обнова и развој. Новите патнички возови ќе имаат вкупен капацитет од 1200 патници, што ќе покрива 60% од линиите што ги одржува македонски железници транспорт. Треба да бидат климатизирани, опремени со вакуум тоалети, да ги задоволуваат најстрогите мерки за енергетска ефикасност, да ги исполнуваат безбедносните стандарди, како и услови за превоз на лица со ограничено движење. Возовите се производство на кинеската компанија ЦРРЦ. Обновата на возниот парк ќе значи и подобрување на условите кои македонски железници ги нуди на патниците, додека пак за производителот кинеската компанија ЦРРЦ значи можност за пробив на европскиот пазар. Значи можностите и капацитетот за дозволениот број на патници во Македонија е огромни голем. Сигурно дека и овие технички карактеристики кои што предметно ги слушнаме со едни изворедни адаптации, услови, комфор и така натаму, ќе не овозможат да патниците уживаат во овој воз, во овој патување Македонија е многу важен пазар за нашата компанија поради геостратегиска положба на Балканот. Се надеваме дека во иднина ќе имаме и други проекти во вашата земја и во регионот, и затоа вложивме многу труд во изработка на овој воз. Патната инфраструктура во општина Росоман постојано се подобрува. Целта на општината е да прерасне во економски и културно развиена општина. Секоја година општина Росоман издвојува средства од буџетот на локалната самоуправа за асфалтирање и изградба на улиците во целата општина.
Градежни активности во склопот на изградбата на патната инфраструктура во Росоман. Моментално распишан е тендер за асфалтирање на патишта и други јавни површини. Секоја година општина Росоман издвојува средства од буџетот на локалната самоуправа за асфалтирање и изградба на улиците во целата општина. Во овој момент имаме распишано тендер за кој што се уште трае, значи за асфалтирање на улици и патишта и за јавни површини. Овој тендер има вредност од над 6 милиона денара, значи толкова е вредноста на тендерот и се надевам дека по завршувањето веднаш ќе се зафатиме со работа, односно негде на почетокот на август планирам дека ќе имаме простор да почнеме да асфалтираме. За наредната година ќе останат уште мал дел улици за асфалтирање, вели градоначалникот Лазов. Општина Росоман овие години прерасна во економски културно развиена средина. Во општина Росоман остана да се доасфалтират тесните улици, односно се прават со бехатони и новиот дел на Росоман каде што имаме за асфалтирање во Трстник и во Сиркова улици каде што може да влезе машините и тоа ќе го направиме со асфалтирање, додека во останатите, како што кажав, улички ќе ги направиме со бехатони. Градежните активности ќе продолжат во текот на наредните месеци, се додека временските услови тоа го дозволуваат. Редовно се одржуваат и локалните патишта за селото Паликура, селото Сирково, селото Манастирец и селото Крушевица, села кои спаѓаат во општина Росоман. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава на лице поради тешка кражба на мигранти. Станува збор за 44 годишен маж од Гевгелија, кој на 4 јули искористил прилика кога двајца од илегалните мигранти кои поседувале потврда од ресорното министерство, а се наоѓале на железничката станица во Гевгелија, го напуштиле местото и си ги оставиле своите ранци. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против 44 годишен маж поради основи за сомнение дека сторил кривично дело тешка кражба. Имено осомничениот маж кој живее во Гевгелија на 4 јули искористил прилика кога двајца од илегалните мигранти кои поседувале потврда од ресорното министерство, а се наоѓале на железничката станица во Гевгелија, го напуштиле местото, а ги оставиле своите ранци. Во ранците имало поголема сума на пари, веднаш откако случајот бил пријавен и во УНХЦР и во полиција. Идентификувано е лицето, препознаено практично од другите лица кои што биле на железничката станица. Полицијата и УНХЦР се упатиле кај него дома, истиот е лишен од слобода, а кај него биле пронајдени ранците кои што се одземени од илегалните мигранти. Со донесените измени во Законот за азил, мигрантите за 72 часа треба да ја поминат државата или пак да побараат азил. Проектот Здрава храна за детство без мана успешно се реализира во детската установа Рада Поцева во Кавадарци веќе неколку години. Како дел од овој проект се и зеленчуковите градини кои ги има во сите клонови на градинката, а кои децата заедно со своите воспитувачки и негователки самите ги садат, одгледуваат и ги берат, за потоа истите да се најдат во нивното мени. Вредните рачиња на дечињата од детската градинка Рада Поцева од Кавадарци денеска ги собираа плодовите од својата градина. Зеленчукот што тие го посадија и одгледуваа овие месеци заедно со своите воспитувачки. По завршувањето на бербата се става на менито во градинката. Здравата храна за детство без мана е мотото на оваа детска установа која веќе подолго време ги почитува правилата за ваквата исхрана. Во нашата градинка Рада Поцева 4 години се работи проектот Здрава храна за детство без мана. Континуирано се реализирани сите активности. Децата се вклучени во оваа активност, во сите проекти. Околината во која што се наоѓа зеленчуковата градина, затоа што, како што и сами гледате, се грижат, не се оштетува. И јавна благодарност до родителите, бидејќи родителите соработуваат со нас во тековните години. Малите градинари вредно го береа зеленчукот од својата градина. Тиквички, морков, цвекло. Тоа се само дел од плодовите со кои ќе го засладат денешниот ручек. Градините во детските градинки ги започнавме оваа година, вклучувајќи се во проектот,
Започнавме од семе засадувајќи со овие мали дечиња, па стигнавме и до оваа градина. Децата се многу радосни и многу восхитени што сите заедно ја јадиме нашата здрава храна. Започнавме со садење уште во есента со кромиц, спанач, лук, па сега ја засадивме и пролетната реколта, вклучувајќи домати, модар патлиџан, пиперки, тикви, тиквички за пржење, моркови и така натаму, сето тоа заедно со проектот. Вакви зеленчукови градини има во сите 4 клонови на детската градинка во Кавадарци. Процесот на создавање градини во градинки преку кој децата можат да се едуцираат за начинот на кој се садат зеленчукот и овошјето. Што беревте вие денеска? Цвекло и морков. А ти садеше ли кога се садеше градината? Да. Што јадевте вие вчера од вашата градина? Краставички. И беа ли вкусни? Беа. Денеска? Тиквиња, морков. Ти јадиш ли тиквиња и морков? Да. Вкусни ли се? Да. А тие зашто се здрави? За мешето. Ти што најмногу сакаш да јадиш во градинката? Краставички, спанач. А зошто? Забрам се како попе. Цвекло, морков. А ти што најмногу сакаш да јадеш? Краставичка. Но и за хранливите состојки и да стекнат здрави навики е цел во иднина тоа да влијае на создавањето здрави навики за живот на секое дете. Децата со радост ги прифаќаат овие проекти и сакаат да бидат дел од нив. Низ игра децата најдобро учат, а воедно и се забавуваат. Ваквите активности во детските градинки се со цел за подигнување на свеста за здравата исхрана не само во детското мени, туку и воопшто за здрав живот на сите луѓе. Риболовци и рекреативци синоќа алармираа за труење на риби во реката Тополка. Во долниот дел од течението или пред вливот во Вардар, реката Тополка течела во бела боја, потоа и со себе носела угинати риби. Рибарите кои нашата камера ги затекна, велат гледката ни малку не била пријатна. Рекреативните риболовци алармираа за помор на риба во реката Тополка. Во долниот тек, пред самиот влез во реката Вардар, вчера вечер околу 19 часот и 30 минути, Тополка најнапред ја променила бојата, а потоа со себе носела угинати риби. Рибарите кои што нашата камера ги затекна покрај реката, велат гледката нималку не била пријатна. Дека видов, почна и нозија малку да ми штипеа, ја стоев у водата малце, натрепецав на уливот. И гледам нагло више почнам баги риба да носи. Тоа што беше замелушено, ги зимав, ги фаќав, ги фрлав у Вардар, у бистрата вода. Мислам дека ќе се освежат и ќе оживат. Земени се мостри по препорака на риболовно друштво Бабуна, ќе се пратат на испитување, па ќе видиме кој е причинител. Настанот е пријавен кај надлежните инспекциски служби, но и во риболовното друштво Бабуна. Алармирани се сите служби. Веќе дознаваме дека инспекторатот за екологија е на терен, излезен некаде 100 метри нагоре по рекава, зима примероци од водата и од рибниот фонд. Се работи за, и сами видовте, подмладок, дури и најмал. Според информациите од рибарите рекреативци, реката Тополка утрово е бистра, но рибарите велат улов немало. Велешанецот Јован Северов од параглайдинг клубот Аквила го освои првото место на предевропското првенство кое минатата недела се одржа во Крушево. На првенството учествуваа 80 на учесници од 20 земји, а истото беше во организација на Делта клуб од Прилеп. Велешанецот Јован Северов од параглайдинг клубот Аквила го освои првото место на предевропското првенство кое минатата недела се одржа во Крушево. На предевропското првенство се одржа и унгарско и македонско првенство. Учествуваа 80 на учесници од 20 земји, а истото беше во организација на Делта клуб од Прилеп. Патеката, значи, се менува, секоја трка е различна, не е никогаш иста, значи може да биде од 40 на километри до 100 километри, конкретно овие беа околу 50 и 60 километри. Се полетуваше од Крушево на 1460 метри
во зависност од базата, значи висината на облаците, толку можеше да се дигне високо. Секој ден таа се креваше од 2000, па последниот ден можеше и до 3000 метри да се оди. Со освоеното прво место на ова надпреварување, Северов обезбеди учество на Европското првенство кое идната година ќе се одржи во Крушево. За сега не се планираат нови мерки за заштита од кризата во Грција. 6 нови фабрики во Македонија, од кои 4 почнуваат со градба, а 2 со производство и вработување. Гувернерот Димитар Богов изјави дека Народната банка на Република Македонија за сега не планира дополнителни мерки за заштита на македонските банки од грчката криза. Тој вели дека ја следат солвентноста на грчкиот банкарски сектор. Доколку се јави потреба, соодветно ќе се реагира, вели Богов. Според него, на Македонија не се очекува да и биде потребна надворешна помош. Домашниот банкарски сектор е отпорен, но секогаш е добро да се има отворени опции, додава тој. На 28 јуни, Народната банка на Република Македонија објави неколку заштитни мерки со повремен карактер поради кризата во Грција. Тие се со рок на трајање од 6 месеци, а се однесуваат на ограничување на капиталните одливи од резидентите на Република Македонија, физичките и правните лица, кон грчки субјекти врз основа на новосклучени капитални трансакции, но не и на ограничување на одливите врз основа на пристигнати плаќања за веќе склучени капитални трансакции. Четири фабрики почнуваат со градба, а 2 со производство и вработување. Во овие 6 фабрики ќе се вработат над 5000 лица, а за странските инвестиции кои се однесуваат за септември, накнадо ќе се објави кога ќе дојде време, истакна премиерот Никола Груевски. Во следниот месец и половина со изградба на сопствени капацитети ќе започнат фабриките КСС во Кичево, ОДВ Електрик во Охрид, Гентром во Прилеп, Кондево во Штип, додека отварање на своите капацитети и почеток на производство во следниот период ќе имаат Диатек во индустријската зона во Скопје и Technical Textile во Штип. Пораката од Меѓународниот монетарен фонд до Грција е дека не може да им даде пари на земјите кои не ги исплатиле долговите на меѓународните доверители. Вестите од светот во продолжение. Пораката од Меѓународниот монетарен фонд до Грција е дека не може да им даде пари на земјите кои не ги исплатиле долговите на меѓународните доверители. Кристин Лагард, извршна директорка на ММФ, разговарала со премиерот на Грција Алексис Ципрас за резултатите од референдумот на земјата во неделата, кога беа отфрлени предлозите на меѓународните доверители за продолжување на финансирањето на истата. Политиката на фондот кон неплатените долгови е дека не може да исплатува пари. Програмата на меѓународната финансиска помош истече на 30 јуни, а Грција технички банкротираше затоа што не ги исплати ратите од 1,6 милиарди евра од долгот кон Меѓународниот монетарен фонд. Кристин Лагард истакнала дека ја следат ситуацијата со Грција, како и тоа дека се подготвени да помогнат доколку земјата го побара тоа од фондот. Најмалку 25 лица загинаа откако атентатор се крена во воздух во автомобил, наполнет со експлозиви крај воена позиција на сириските владини сили во Алепо. Загинатите се бореле на страната на режимот на Башар ал-Асад. Наводно, загинатиот атентатор бил член на терористичката група Джебхат ал-Нусра, сириско крило на Ал-Каеда. Алепо се наоѓа на 360 километри северно од Дамаск и е вториот по големина град во Сирија. Поделена во 2 дела од август 2012. Западните квартови се под заштита на сириската армија, а источните ги контролираат околу 20 на вооружени групи на опозицијските сили кои се борат против владата во Дамаск.
Рекоментарите Стоилов и Левов го засилија работнички. Македонскиот кошаркар Владо Илиевски би можел да премине во клубот Емпорио Армани Милано. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Идже вчера вечер доживеал сообраќајна несреќа. Ракометарите Митко Стоилов и Милан Левов го засилија работнички. Претходно во овој клуб пристигнаа и браќата Марковски. Се очекуваат дополнителни имиња кои ќе го засилат клубот. Стоилов е поранешен репрезентативец на Македонија. Потекнува од младост Богданци, а во работнички доаѓа од Одорхеј. Претходно играше и за Вардар, Загреб и Металург. Десниот бек Милан Левов доаѓа од тимот на Охрид, а претходно играше во Металург и ВВ Тиквеш. Вања Илич е првото интернационално засилување на работнички. Тој е левокрилен играч и беше капитен на Партизан. Игра и на позицијата среден бек. Македонскиот кошаркар Владо Илиевски би можел да премине во клубот Емпорио Армани Милано. Илиевски во Италија има настапувано во неколку екипи како Лотоматика Рома, Види Вичи Болоња и Монтепаски Сиена. Нашиот кошаркар е во поширокиот список на селекторот Джикич за настап на Европското првенство, кое ќе се одржува во септември оваа година во Загреб, групна фаза. Во дресот на Цибона во Јадранската лига, Илиевски имаше просек од 6,8 поени, 3 асистенции и 2,5 скокови по надпревар. Во Хрватската лига пак имаше 6,8 поени, 4 асистенции и 1,5 скок. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Идже вчера вечер во Србија при враќањето од Италија со својот екипаж доживеал сообраќајна несреќа. Сепак неговиот тим преку официјалната Facebook страница ги информираше фановите дека Идже и екипажот не се повредени, а причината е материјална штета на приколката и автомобилот. На враќање од трката во Италија, Идже и неговата екипа имале несреќен случај, при што куќата од комбето се скршила и приколката заедно со Мицубишито излетеле од патот и удриле во банкина. Приколката била речиси неупотреблива, а и колата била доста искршена. Екипата за среќа е добра, освен претрпениот стрес. Инаку, среќа во несреќа е што во моментот на несреќата немало возила на лентата за претекнување, па така е избегната поголема несреќа, стои во официјалното соопштение на фан страната на Стефановски. Стефановски е спортист на Македонија за 2014 и актуелен европски првак на ридско-брзински патеки. Подготовка на трансфер бомба од Реал Мадрид одземена титулата на Мејведер, вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Медиумите во Шпанија информираат дека кралскиот клуб Реал Мадрид е заинтересиран за доведување на еден од најдобрите фудбалски имиња во светот, Златан Ибрахимовиќ, од француската екипа Парис Сен-Жермен. Собствениците на ПСЖ пак наводно се интересираат за купување на Кристијано Роналдо од Реал. Минатиот викенд челниците на двата клуба го поминале заедно во Катар, па се шпекулира дека постои можност од размена на споменатите фудбалери. На Ибрахимовиќ договорот му истекува следната година. Тој е фудбалер кој многу би значил за клубот од Сантјаго Бернабеу. Ибрахимовиќ во својата кариера играше и за Малме, Ајакс, Јувентус, Интер, Барселона и Милан. Флојд Мејведер беше поуспешен од Мани Пакјао во боксерскиот меч кој привлече огромно внимание, со што по титулите ВБЦ и ВБА ја освои шампионската круна во ВБО верзијата во велтер категорија. Сепак остана без последниот трофеј. Одземена му е титулата од страна на ВБО, поради тоа што не платил $200,000 на оваа организација за одржување на мечот. И покрај тоа што од мечот со Пакјао заработил околу $230 милиони, тој не сакал да го плати долгот од $200,000 во рок од 2 месеци, колку што побарува ВБО. Сега нов шампион во ВБО верзијата е Тимоти Бредли. Тој беше подобар од Джеси Варгас.
Македонија во следните неколку дена ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса, што ќе предизвика позначителен пораст на дневните температури. Особено топло ќе биде утре и во четврток, кога во југоисточните делови се очекуваат и температури до 40 степени. Како што информира УХМР, во попладневните часови, кај поголемиот број луѓе можна е појава на главоболки, но и болки во колената, грбот и вратот. Затоа препорачуваат во периодот од 11 до 17 часот да не се излегува од дома. Еве е деталната временска прогноза. Благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер ви посакува информативната редакција на К1.